Денеска како Стопанска комора на Македонија, партнер носител на проектот, односно иницијативата ЦИП Интелигентна енергија, можеме да го најавиме почетокот на 18-месечниот проект Build Up Skills, значи градење на капацитетите во градежниот сектор. Ние сме носители на овој проект како Стопанска комора на Македонија, тука се вклучени уште 5 институции, односно Агенцијата за енергетика на Република Македонија, Градежниот институт Македонија, Креатива и Издруженијето на консултанти. И уште факултетот за електротехника и IT Скопје. Стопанската комора на Македонија со горе споменатите партнери ќе ги утврди каква е постоечката ситуација во градежниот сектор. Понатака ќе направиме една шема за можност за развој, значи односно детектираните проблеми да се отклонат, се со цел на крај, значи после 18 месеци да препорачаме до владините представници кои што се вклучени постојано, бидејќи во управниот одбор на овој проект се вклучени и владени представници, и професионалци, и секако приватниот сектор, се со цел значи да ги детектираме проблемите и да се создаде една квалификациона национална мрежа која што ќе настојува значи да имаме по-квалификувани работници во градежниот сектор за енергетско ефикасни објекти. 27 земји членки од Европска унија се вклучени, плюс 3 земји не членки, односно Норвешка, Македонија и Хрватска. Хрватска бидејќи е на прагот на вратите на Европска унија, ние како земја се гордееме што сме први во оваа иницијатива проект ЦИП Интелигентна енергија и ќе настојуваме да го оправдаме она за што сме вклучени тука и секако како Стопанска комора на Македонија ќе ги поттикнеме и останатите компании и приватен сектор активно да се вклучат во искористување на овие ЕУ фондови. Бараме некој правец кој што самите ќе го создадеме и ќе укажеме дека енергетската ефикасност е многу битен елемент во нашата држава и тоа е дел кој што сме подпишале како држава. 20-20-20 излегува од директивите кои што доаѓаат од Европска унија. Сите инвестиции кои што ќе доаѓаат по било кој основ ќе бидат вложени во енергетска ефикасност и во тој дел имаме стратегија која што е укажана до 2018 година треба да стигнеме до 9%, до 2020 година треба да стигнеме до 14,5% и се надеваме дека до 2050 година, која што директивната на Европска унија сега не е стигната, ќе ги постигнеме сите тие проценти кои што се неопходни за нашата држава. Овој проект е буквално до преквалификација на градежните работници кои што ќе дадат свој допринос во градењето на тие станови. Значи, ние се уште треба да стигнеме до оној дел на градење. Значи, прво е до едукација и до квалификација, а вториот дел е правење на правилници. Ние се уште имаме неколку правилници кои што не се излезени во службен весник и не можеме да ги применуваме, а потоа ќе дојдат дополнителните прашања кои што и вашето, каде што ќе укажеме во една сфера на градежниот сектор дека поскапување нема да дојде. Еве уште сега ви го кажувам. Значи напротив ќе дојде еден квалитет кој што ќе остане оваа цена на чинење во моментов така наречена пазарна, дури и ќе се намалува, а сите кои што нема да го постигнат делот на енергетската ефикасност во градежниот сектор, дури ќе претрпат намалување на цената. Со самите правилници донесени и објавени во службен весник, тоа е Правилник за енергетска ефикасност во објекти, Правилник за енергетски контролори. Секако ќе бидат опишани сите овие критериуми кои што ќе бидеме надлежни за да се спроведуваат. И сите тие такви куќи, станови кои што во моментов немаат енергетски сертификати, ќе тежнееме да добијат соодветни налепници, тоест да се продаваат енергетски пасоши кои што ќе бидат соодветни дадени со која категоризација. Дали ќе бидат со А, со А+, или со А со 2+. Владата на Република Македонија преку Министерството за економија како национален координатор овозможи пристап на сите заинтересирани мали и големи компании и институции до ЦИП програмата на Европската унија, програмата за конкурентност и иновации. Станува збор за програма која што е од 2007 до 2013 и можност за пристап преку своји проекти, директен пристап до средства во износ од 3 милиарди евра. Посебно ми е задоволство дека во делот на подпрограмата Интелигентна енергија стартува овој проект и би сакал да изразам честитки до Стопанската комора како носител на проектот и до целиот конзорциум кој што
го спомена госпоѓата, и да не должам многу, би сакал да ги поттикнам сите други предпријатија, компании, институции активно да се вклучат, да аплицираат. Како што реков, има големи можности, со квалитетни проекти можат директно да добијат, имаат пристап до 3 милиарди евра.